Добро вечер. Започнуваме со уште едно најново издание на Урбаните вести. Во продолжение погледнете што подготви денеска тимот на Урбаните вести. Одбележан Европскиот ден за заштита на податоците 28 јануари. Преку Сулејманија до освојување на ирачкиот пазар на македонските земјоделски производи. Градежниот факултет во Скопје доби лабораторија за испитување топлотна и звучна изолација на градежни материјали. Работените во Фондот за здравствено осигурување на Македонија даруваа крв. Започна пријавувањето за Скопски маратон 2014. Дирекцијата за заштита на личните податоци го одбележа 28 јануари, Европскиот ден за заштита на податоците, при што беа презентирани резултатите од спроведениот проект Одржлив систем за континуирано основно и средно образование за принципите за заштита на личните податоци, финансиран од Европската унија. Под мотото "Приватноста е моја, иако сум дете", Дирекцијата за заштита на лични податоци спроведе конкурс наменет за учениците од основното образование, со цел да се зголеми свесноста за злоупотребата на личните податоци и да се зголеми свесноста за нивна заштита. Директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци Димитар Георгиевски денеска истакна дека за заштитата на личните податоци постои недоволна свест во рамки на образованието. Во досегашниот образовен систем на Македонија не постои ниту една наставна единица каде заштитата на личните податоци е спомната или се изучува отделно. Овој проект беше извонредна можност, користејќи ги пред се искуствата од европските држави, да го покажеме значењето на областа, но и да ја анализираме сегашната состојба за свесноста на учениците, наставниците и родителите за значењето на заштитата на личните податоци, рече Георгиевски. Извештајот за напредокот на Република Македонија од 2013 година, која го усвои Европската комисија, како и години наназад, дава позитивна оценка за развојот на заштитата на лични податоци во Република Македонија. Имено во делот на инспекцијскиот надзор во 2013 година ние поставивме нови резултати, нови бројки кои што прикажуваат континуиран раст на инспекцијскиот надзор. 272 редовни и 114 вонредни надзори и носење на 183 решенија за утврдени повреди во голем дел од овие надзори представуваат досега невидени бројки во поглед на исполнувањето на законските надлежности на оваа институција. Бројот на примени иницијативи за утврдување на повреда на правото на заштита лични податоци само не уверува дека расте јавната свест за оваа право. Генерално, 10% е зголемување на бројот на примени преставки во споредба со состојбата од 2012 година. Државниот секретар во Министерството за образование и наука Елизабета Тодоровска потенцираше дека овој проект обезбедува образовни содржини, материјали и документи кои ќе служат како поддршка на постоечките наставни содржини. Амбасадорот на Европската унија во Македонија, а и во ОРАВ, истакна дека Европскиот ден за заштита на личните податоци е заедничка иницијатива на Европската комисија и на Советот на Европа и има за цел да ја подигне јавната свест кај луѓето како нивните лични податоци се обработуваат и што представува нивното право за заштита на личните податоци. Whenever you open a bank account, join a social networking website or online, you hand over the vital personal information. What happens to this data? Would it fall into the wrong hands?
There are almost 1 million Facebook users in the country, out of which 16% are active. Прашањето дали овие податоци може да паднат во други раце или во национална раце е прашање кое што се повеќе се поставува. Facebook во моментот има 1 милион корисници во оваа земја, од кои што 60% се активни корисници на мрежата. Процентот на лица кои што ги користат социјалните мрежи и интернетот генерално расте рапидно во последно време, што дава добра основа за privacy on social networks. This shows that parents and teachers need tools for helping the children in. За зголемување на свеста беше промовиран и приречник за наставници за изучување на заштитата на личните податоци во основно и средно образование. А во соработка со АД Просветно дело, Дирекцијата за заштита на личните податоци спроведе и конкурс "Приватноста е моја, иако сум дете", наменет за учениците од основното образование. Компании од Курдистан, област во Северен Ирак, се заинтересирани за увоз на македонски земјоделски производи, особено овошје, но и за инвестиции. Тие сакаат да воспостават интензивни бизнис врски со партнери од земјава и значително да го подигнат нивото на соработка. За таа цел денеска Стопанската комора на Македонија и Трговско-индустриската комора на Сулејманија потпишаа договор за соработка. Таму беше Томислав Атанасовски. На денешниот бизнис форум во Стопанската комора на Македонија, освен визите и немањето дипломатски конзуларни представништа, проблем за досегашната минимална размена се оскудните информации меѓу двете земји за нивните економски услови, можностите, поволностите и потенцијалите. Компанија од Курдистан, област во Северен Ирак се заинтересирани за увоз на македонски земјоделски производи, особено овошјето, но и за инвестиции. Тие сакаат да воспостават интензивни бизнис врски со партнери од земјава и значително да го подигнат нивото на соработка. За таа цел, денеска Стопанската комора на Македонија и Трговско-индустриската комора на Сулејманија потпишаа договор за соработка. Ние имаме врска со Стопанската комора на Република Македонија, која што воспостави врска помеѓу нашиот град Сулејманија и Република Македонија и го олесни процесот на добивање виза. Нашата Стопанска комора во Сулејманија има малку информации за тоа што се случува во Македонија, токму затоа ние сакавме да дојдеме тука да воспоставиме директни врски и да одржиме директни состаноци во врска со трговијата. Ние во нашата деловна делегација имаме представници кои што се занимаваат со трговија на земјоделски производи, пред се на овошје, меѓутоа ние сакаме во иднина таа трговија да се зголеми и да вклучува и други производи. Нашата цел е да дојдеме тука да го представиме овој регион, да привлечеме ваши инвеститори во Република Македонија, меѓутоа да има и реципроцитет, односно и наши инвеститори да дојдат и да инвестираат во Република Македонија. Сметаме дека ова ќе биде почетна точка за понатамошна соработка и за повеќе и побројни посети од страна на делегации од двете земји. Курдистан реализира 17% од вкупниот приход на Ирак. Број 6,6 милиони жители, има широка автономија и е без царинско подрачје, богато со нафта и минерални суровини. Представува исклучителна можност за македонските компании од областта на градежништвото, туризмот, земјоделството. Представува исклучителна можност за македонските компании од областта на градежништвото, туризмот и земјоделството. Атрактивни за соработка се и металниот сектор, како и фармацијата. Според Стопанската комора, размената меѓу Македонија и Ирак е незавидна. Сепак, за нас ова е перспективен пазар. Размената минатата година беше само 3,4 милиони долари, што е 15% намалување во однос на 2012 година. Максималната вредност од вкупно 7,5 милиони долари се постигна во 2011 година. Претходно во 2010 година по организираните средби со ирачки компании се зголеми за 3 пати во однос на 2009 година. При тоа доминираше извозот на свежо јаболко. Во 2013 година прв пат се извезоа лекови и метални конструкции, што е охрабрувачки показател. Во структурата на извозот најзастапени се земјоделските и прехранбените производи, цигарите и машините за печатење. Со цел и официјално затврстување на бизнис контактите, Трговската индустријска комора на Сулејманија и Стопанската комора на Македонија денеска на форумот потпишаа договор за соработка. Деловната делегација од Сулејманија останува во Република Македонија до 2 февруари.
Градижниот факултет во Скопје доби лабораторија за испитување топлотна и звучна изолација на градежни материјали. Во тек е постапка за нејзина акредитација, која се очекува да заврши до крајот на годинава, што ќе овозможи лабораторијата, освен за научно-истражувачки, да се користи и за комерцијални цели. Премиерот Никола Груевски, кој денеска ја промовираше лабораторијата заедно со министерот за образование и наука Спиро Ристовски, изјави дека лабораторијата ќе му носи приходи на самиот факултет и на универзитетот, а истовремено ќе му овозможи и на приватниот сектор да врши разни видови проверки на нивните производи. Тоа може да биде производител или некоја градежна фирма која купува градежни изолациони материјали и сака да ги вгради во објектот што го гради и сака да провери колкава е топлотната и звучната проводност на изолацијскиот материјал. Ваква лабораторија речиси нема во поширокиот регион, освен една постара верзија во соседна Бугарија, но прилично постара и со помалку перформанси од оваа лабораторија која ја набави владата на Република Македонија. Професор доктор Тодорка Самарџиоска од катедрата за техничка механика и јакост на материјалите појасни дека лабораторијата има апарат за мерење топлотна проводливост на градежни материјали, кои се користат како термоизолацијски во градежништвото и на конструктивни елементи во теренско мерење, тоест на веќе изградени објекти, ќе може да се провери коефициентот на топлотна проводност на фасадните ѕидови, пропишан во правилникот за енергетски карактеристики на зградите. Со инструментот за мерење на звучната изолација на објектите, пак ќе може да се присмета изолацијската моќ на преградни ѕидови меѓу станови или во склоп на еден стан. Тие ќе му послужат на стопанството, особено на производителите на градежни материјали, за сертифицирање на квалитетот на материјалите што ги изработуваат, рече Самарџиоска. На иницијатива на директорката на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, денеска во 30 градови низ државата се одржа крводарителска акција, на која се пријавиле околу 20% од вработените. Вработените во Фондот за здравствено осигурување на Македонија денеска во Скопје и уште 29 градови во Македонија, каде што има подрачни служби на Фондот, даруваа крв. Како што соопшти Сања Стојчевска, вработена во Фондот, тие со оваа акција ја покажуваат својата општествена одговорност и хуманост, поддржувајќи акцијата "Спасувајте живот, дарувајте крв". На иницијатива на директорката Маја Парнаџиева Змејкова, во соработка со Институтот за трансфузиологија и Црвениот крст, организираме крводарителска акција на ниво на цела институција. Од 800 вработени денеска крв ќе даруваат над 20%, истакна Стојчевска. Директорката Парнаџиева Змејкова кажа дека причината за оваа акција е хуманоста и дека таа и вработените тоа сакаат да го покажат на дело. Денес Фондот за здравствено осигурување на Македонија во соработка со Институтот за трансфузионална медицина и Црвениот крст, по иницијатива на директорката Маја Парнаџиева Змејкова, ја допринесува својата општествена одговорност и хуманост, поддржувајќи акцијата "Спасувајте живот, дарувајте крв". Како вработени во институцијата, осеќаме дополнителна обврска и хуманост да ги поттикнеме сите останати на ваков чин, да даруваат крв, да спасат нечив живот, бидејќи тоа е и потребно. До сега акцијата тече во одличен број, значи од 800 вработени, веќе 20% моментално имаат дарувано крв, тече уште неколку сати ќе биде и сакам воедно за сега во овој момент да им се заблагодарам на сите што даруваа крв, бидејќи ја покажаа својата хуманост кон институцијата и кон луѓето што им е потребно. Учесници од 15 држави – Македонија, Холандија, Албанија, Турција, Франција, Данска, Австрија, Велика Британија, Финска, Германија, Романија, САД, Полска, Бугарија и Србија досега се регистрирани за годинашниот Скопски маратон 2014. Маратонот ќе се одржи на 11 мај, традиционално во организација на Сојузот на спортови на Скопје и градот Скопје. Пријавувањето за најголемата спортска манифестација, Скопскиот маратон 2014, почна деновиве. Последен рок за пријавување за маратонот и полумаратонот е 20 април, а за трката на 5000 метри 30 април.
Стартниот пакет содржи мајца со логото на трката, стартен број со чип, програма за трката и освежување. Ке може да се подигне на 8 и 9 мај од 10 до 19 часот, а на 10 мај од 10 до 17 часот. Местото на подигање ќе биде дополнително објавено. Котизацијата се плаќа при пријавувањето преку интернет или преку платница. Плаќањето треба да биде извршено најдоцна во рок од 48 часа од поднесувањето на пријавата. Во спротивно, нема да биде гарантиран стартен пакет. На денот на трката нема да може да се подига стартниот пакет. При подигање на стартните пакети мора да се покаже лична карта, патна исправа за странските надпреварувачи, потврда за онлайн плаќање или уплатница. Без овие документи нема да може да се подигне стартниот пакет. Котизацијата за маратонската и полумаратонската трка е 500, а 250 денари за трката на 5000 метри. Заинтересираните повеќе информации може да добијат во Сојузот на спортови на Скопје или на имејл info@skopskimaraton.com.mk. Сензационална победа на кошаркарите на МЗТ Скопје на гости против шампионот Партизан со 73 наспрема 66 во последниот надпревар од 18-тото коло во АБА лигата. Хуан Мата е официјално нов играч на Манчестер Юнајтед. Следуваат рекламите, а понив спортот.